Јагнињата кои се откупуваат пред великденските празници првенствено се наменети за извоз, а според производителите и преработувачите, нашето јагне ги задоволува европските и светски стандарди. Месото е со одличен квалитет и истото е барано на странските пазари. Но и натаму најголем проблем е ниската откупна цена, велат сточарите. Прва класа јагниња до 20 кг жива мера е 120 денари за килограм, за втора класа 110 денари и за трета класа килограм жива мера се движи од 90 до 100 денари за килограм. Квалитетно јагне имаме, а пазар немаме. Пазарот е катастрофа моментално. Се зима јагне, чак некојаш се зима, некојаш не се зима овие денови, и тоа што се зима на 3 раци. Се зима првото иде 120, второто до 20 кг 120, од 20 до 25 кг има 111, од 21 до до 25 иде 100 денари. Тоа катастрофа, да ви кажам право, никош ова не било, се полоше и полоше и полоше иде. А цена на чинење на едно јагне, например, ние што го чуваме, е 160 до 170 денари за да се покриеме. А ние со ова цена никако не може да се покриеме. Остај друго, па и да биде иронијата и поголема и полошо за нас сточариве, зашто кој губиме ние сточариве. Јагнето треба ние да го носиме до кланица, ќе треба да платиме и превоз и све, и тоа не доаѓа 120, туку доаѓа 100 денари. Амити со сточарство се занимава повеќе од 30 години. Без помош и поддршка на државата не гледа подобри години за сточарството. Растат, вели, само трошоците, а крајната заработувачка се намалува. Ако сакате, субвенциите нека се наголемуваат, нека се дават на време. Ја нон-стоп викам на време, кој требаме, кој ќе ни требат наш за храна, кој ќе ни требат за... Еве, например, сега јас треба да ги продам јаганцата, треба да се дајат по 120 денари едно јагне и треба од друга страна плата да даjem вамо таму и на крај се загуба. И што ќе чуваш? На крај не може да се покриеме. И затоа бројното стање се намалува на овците. Еден дали граѓанин, дали селенец, било кој, со 100-150 овци може да држи на фамилија комотно, за да живее, да не биде по улици. Ама тоа да се дават на време, да се гледат, да се дадат и субвенциите на време, сите работи што треба да идат како што треба, тоа што нема да има никаков проблем. Порано беше добро, почна субвенциите да се дават на време, почна имаше цена јагнето 150, 180, па за Божик имаше и до 200, 220, а сега за Божик ние сме зели јагне 120 денари. Инаку од почетокот на годинава досега се откупени близу 20.000 јагниња, најмногу на традиционалните пазари за нашето јагне, италијанскиот, хрватскиот, српскиот и грчкиот. Според податоци од Агенцијата за храна и ветеринарство, најголем извоз досега бележиме во Хрватска од 59.000 килограми, како и во Италија со околу 57.000 килограми јагнешко месо.